Темата на денешниот разговор е екологија и животна средина, но овој пат нема да зборуваме за некаква активност или нема да делиме совети од областа на екологијата, туку ќе зборуваме за еден труд кој што е напишан пред неколку години на господинот Ѓорги Зимбаков. Темата се разбира екологијата, но поврзана со училиштето и со учениците. Господине Зимбаков, во 2011 година ја издадовте оваа книга. Која беше целта и кој беше мотивот да се напише? Вака, јас 2010 година магистрирав на факултет на Универзитетот во Ниш и за магистерски труд не случајно ја одбрав, а магистрирав од областа на методско-дидактичките науки. Меѓутоа, за магистерски труд ја одбрав екологијата. Зошто екологијата? Јас сум човек кој потекнал од руралната средина, од село Босилово, од земјоделско опкружување и мене екологијата ми е некако во душа ја носам, односно сакам чиста средина, сакам еколошка средина. Се трудам во сите мои животни прилики да ја нагласам, да ја потенцирам таа животна, зачувување на животната средина, зашто реално ние не можеме, особено целиот Балкан, не само ние, не може да се пофалиме дека многу нешто работиме на тоа поле. Јас од тие побуди се дрзнав да се нафатам да работам и да направам книга од областа на екологијата. Мојата книга гласи, носи наслов "Предизвиците на еколошкото воспитание и образование", во заграда кај децата и учениците. Што значи, ги опфаќа сите чинители кои можат да придонесат за зачувување на животната средина, зачувување на мајката природа, нели, која ни е единствена. Затоа и во книгата се опфатени неколку теми или делови кои зборуваат за воспитанието и образованието од областа на еколошката едукација или екопедагогијата, како што некои научници ја викат, кај младите, кај децата, почнувајќи од предучилишна возраст во градинките, па се до факултетите. Значи, во таа книга се сместени примери како ние треба да функционираме како луѓе, како народ, како нација, а особено воспитувачкиот, наставничкиот и професорскиот кадар, колку внимание треба да обрнат на оваа проблематика. Јас во моето истражување опфатив 20 основни училишта од Скопје и надвор од Скопје, кај што анкетирав наставници за да дознам колку наставничкиот кадар се залага или има можности и услови да поработи на оваа проблематика. Зошто го направив тоа? Децата во својата младост, ако се усмерат, ако им се укаже колку е важно заштитата на животната средина, човековата средина и пошироко заштитата на мајката природа да биде во добар однос, нели, да се грижиме ние за мајката природа, тогаш тие целиот живот и како возрастни луѓе ќе останат, ќе внимават како да се однесуваат према животната средина. Ние и претходно, и во денешно време, и денес можеме да кажеме колку неправди се прават на
на мајката природа, колку неправди се прават на животната средина во која живееме. А што кажа вашето истражување? Колку всушност во наставата наставниците применуваат теми од екологијата, колку време посветуваат? Добро прашање. Да не го изоставиме. Од моето истражување јас дознав дека во осмолетките сите наставници најмногу, речеме, ги истражував тие што ги предават предметите за познавање на природата и општеството или само за познавање на природата, дека многу малку одвојуват време за реалната екологија. Значи, они предават природа, меѓутоа само ја опишуваат природата, меѓутоа за заштитата на природата, како треба да се грижиме, да го заштитиме тоа што го имаме, или да го подобриме, да ја подобриме овој животната средина и околина, во тој дел многу малку. Значи, од анкетираните, јас точно бројки не можам, меѓутоа од прилика ќе кажам, од анкетираните наставници, само 2 или 3% рекоа дека консултират стручни луѓе или литература. Некаде околу меѓу 5 и 8% ми рекоа дека се консултират со директорот, што на таа тема да кажат, и сите останати, значи тоа околу 90% рекоа дека немаме ништо. Не консултираме ништо, ни литература, ни луѓе, ниту имаме вметнато во програмите. Но сега вие имате книга која што може да биде како помошна литература, како помошен учебник. Дали ви е побарана досега од луѓето, од наставниците, просветниот кадар кој што сте го запознале со постоењето на оваа литература, и дали имате сознание дека некаде некој ја употребува или е маргинализиран овој учебник? Јас уште во годината кога е издадена книгата, направи промоција на педагошкиот факултет кај што работев во Скопје, и педагошкиот факултет откупи неколку примерица за потребите на факултетот. Во неколку основни училишта поклонив од книгите, кај што имав луѓе блиски и познати за да им дадам до знање дека треба да се земе книгата. И исклучок направи поранешниот градоначалник на општина Босилово, кој откупи 50 или 60 книги за потребите на осмолетките под општина Босилово, централните и овие пропратните, нели како ја викат, училишта. Надвор од тоа, мислам дека во Срумица нема откупено ни една книга, иако имав најави дека ќе се заинтересирате една особа, дека ќе се заинтересира да ја пласира книгата, меѓутоа до сега не е направено ништо, тоа отишло во заборав најверојатно. Мене ми беше незгодно да повторам и така се помина времето. Меѓутоа, мојата книга, вие ќе имате прилика и сами да ја разгледате, да видите, не е ниту обична студиска книга, ниту учебник. Значи, некаде е учебно помагало кое може да ја користат и воспитачките во градинките, зашто и за нив има еден дел одвоен како треба со пример да се воспитуваат децата за чување на еколошката средина, и учениците во основните школи во деветолетките и учениците во средните школи, а особено средни стручни школи, кои многу имат што да научат од книгава, особено стручните школи од областта на земјоделските науки, од механиката, електрониката, значи сето тоа, сите тие може да се најдат како загадувачи на животната средина, а да не се најдат, треба да прочитат и да се потсетат дека има начини како да се избегне тоа. И факултетите, особено наставничките факултети. Сите наставнички факултети треба да ја имат. Јас би сакала да ве прашам, со оглед дека екологијата, загадувањето станува на вистински предизвик за денешницата, за овој начин на живење, и се повеќе имаме проблеми со тоа да ја одржиме животната средина чиста. Дали сметате дека екологијата треба да заземе посериозно место во наставата, во образовниот процес, и на кој начин? Може би како предмет кој што би се изучувал?
Не само ја што сметам, меѓутоа многу научници што се занимаваат исклучиво со заштитата на животната средина, со екологијата, многу научници уште одамна го кажуваат дека во образовниот процес мора да се воведе еколошкото образование. Мора да се воведе. Значи тоа треба да има, да го заземе примерното место и да се најде во речиси, може да се најде во сите предмети и во литературата, македонскиот јазик, кога се опишува природа и во песните, и во раскази, кога се зборува за природата, да се додаде дека еве зошто е важно ние да имаме добра и здрава заштитена животна средина. И во другите предмети, значи во секој предмет речиси може да се најде место за да се дотакне еколошката заштита, меѓутоа еколошкото воспитание треба да има посебен предмет. Сега тука многу научници зборуваат, секој си има свое мислење, нели, како да се вика тој предмет. Дали да се крсти како екологија чиста, како екопедагогија, како заштита на животната средина, меѓутоа како и да е, треба да се обработува во образовниот процес. Ви благодарам многу за разговорот.